Посебна чест и задоволство ми е почитување наши тоа што утринското кафе ова утро го пијам во прекрасно друштво на писателот Никола Маџиров и тоа на најпознатата улица во Белград, Кнез Михајлова. Никола, добро утро, ви благодарам што еве оваа наша средба ја користиме за утринско кафе, бидејќи таква ни е и емисијата Добро утро секое утро. Обично важи за вас писателите дека не сте многу утрински луѓе, дека можеби сакате малку повеќе да си поспиете. Каков е случајот со вас? Дали сте ранобуден и кои се вашите утрински ритуали? Благодарам, Ирена, благодарам на поканата. Убаво е што ова кафе го пиеме надвор, едноставно речено, небото во нас, вообичаено кога се будиме и се обидуваме да го пронајдеме она што значи отвореност кон светот, сега и на вистина се случува надвор на улиците во Белград. Точно е, има некое мислење или да речам некое клише за сите автори дека се ноќни птици, затоа и тешко ги поврзуваат со утринското кафе. Меѓутоа, будењето мислам дека е во центарот на секој оној што пишува, зашто бегањето од стварноста, исто едно друго книжевно клише кое е често употребувано, се заменува со будење или со паралелна стварност. И таа потрага е многу важна да почне од почетокот, поинаква стварност од почетокот на самиот ден. И затоа календарското време е сосема поинакво од внатрешното време на оној што пишува. Важно е будењето. А кога тоа ќе се случи, временски, според ритуалите на нормалниот ден, можеби некогаш и не е важно. Сакам многу кога ќе се разбудам порано и се трудам секогаш да се разбудам порано, меѓутоа ја сакам ноќта, ја сакам незината тишина, тогаш се случува пишувањето, зборувам за личното пишување, а од другите ритуали на денот се случуваат вака на отворено вообичаено, во некое кафуле, кога треба некој текст да се преуреди, кога треба да се преведе нешто. Никола, вие покрај тоа што сте еден од нашите најпознати поети и вашите песни, вашите книги се преведени на повеќе од 30 јазици. За вас важи и дека сте љубител на патувањата. Имате патувано буквално, слободно можам да кажам, на секаде низ светот. Она што во еден неврзан разговор ми кажавте е дека имате живеено во Јужна Америка, патувано во Индија, буквално на секаде низ Европа. Меѓутоа, нешто што ми е интересно за вас и мислам дека за нашите гледачи е тоа што дека имате еден период од вашиот живот малку живеено и во џунгла. Како е тоа ваше искуство и колку животот во џунгла ви помогна да гледате поинаку на нештата и на светот и сето она што го носи современата цивилизација? Современата цивилизација носи импулс за акумулација, за да собереме сето она што го гледаме, да можеме да го од нас понекогаш прави колекционери на непотребности. А животот во џунглата те учи на нешто сосем поинако, на редукција, на исфрлање на она што сметаш дека во овој миг не ти е потребно, толку многу работи не ни се потребни. Ова понекогаш се обидувам да го поврзам со сликата на балон што паѓа и кога наеднаш мора да почнеш да фрлаш она што е внатре во балонот со цел тој повторно да се искачи кон небото и тогаш сваќаш кои предмети ти се важни, а кои не. Истото се случува и кога треба да се преуреди библиотеката или кога треба да се преселиш во некој помал простор. Тогаш всушност разбираме кои работи навистина многу ни значат. И ваквото освестување или живење во простори каде што немаме можност да имаме сето она што всушност го посакуваме или кое ни е наметнато да го посакуваме, помага да се исчистиме, да се изфилтрираме од нападот
на секојдневноста. Еве, додека и разговараме, нашите очи го привлекуваат шарени реклами и кои те повикуваат да влезеш преку боите, преку игривоста на буквите на фирмите, преку шарените рафтови. Меѓутоа, тој колорит што го поседува природата е незаменлив. Интересно е те повикува да го гледаш, да го почувствуваш, а не да го грабнеш. Суштината на современата цивилизација, се она што го гледаш е да го грабнеш, меѓутоа да платиш за тоа. Природата не бара да платиш, балансот на природата е поинаков, тој не се реализира преку равенка на губење или добивка. Тоа е измислица на современиот човек, дека секој чекор може да се представи со математички резултат. Таму не постои математика, таму постои само блискост или далечина, нормално од опасностите на природата. Никола, вие и кога говорите, кога зборувате, како да извира од вас поезијата. Имам такво чувство. Имате некоја неверојатна, многу моќна емоција, која што ми ја пренесовте мене, а верувам дека и на нашите гледачи. Ви благодарам за тоа. И затоа, несомнено, сте еден од нашите најдобри, ако не, еве, нескромно да кажам, еден од наш најдобар поет и писател. Вашите стихови, кога некој заминува, се што е создадено се враќа. Се дел од поставка, германска поставка на операта Орфеј и Евридика. Што значи ова за вас? Мислам дека е голема чест пред се од еден автор, стихови од еден автор да се употребат во оперско дело. Да. Самиот бев збунет од поставката, зашто Орфеј и Евридика е класично дело и што бараат современи стихови таму. Меѓутоа, имам среќа подоцна да го запознам и режисерот на операта, која се постави во подземјето или во метрото во Минхен. Како символизација на овој подземен свет на Орфеј и Евридика. И тоа уште толку всушност кај мене ја разбуди, пак се враќаме на будењето, нели? Љубопитноста, да прашам зошто токму тие стихови и која е врската на овие стихови кои се всушност полни со мигови слики од современието, да ги вметне во едно епско дело како што е Орфеј и Евридика. И неговиот одговор беше интересен затоа што она што сега ние го живееме, еден ден ќе се претвори во музеј на одредени сеќавања. Исто како она што некогаш било Орфеј и Евридика и станало безвременско, тој смета дека пиењето кафе ќе стане исто така, може некој ќе го воздигне на еден митолошки во еден митолошки ранг. И навистина е така, ако гледаме, самиот Бах има пишувано за кантата за кафето и многу други автори го имаат воздигнато тој ритуал како суштински, есенцијален, заради тоа што ни дозволува да размислиме тогаш, да размениме мислења. Тоа е еден оган околу кој ние се собираме да си раскажуваме приказни. И подземјето на приказната сушност е она што секогаш го барам додека пишувам. Не сонувам за височини додека пишувам, туку сакам да видам што е она што се случува внатре, во длабочините. Велиме дека тогаш, дури и Хан Аренд има речено дека поезијата е најблизу до изворот на мислата, што и така, не и требаат некои технолошки предуслови за да излезе, да избликне, исто како некој вулкан кој не и треба. Меѓутоа, велат, да, поезијата помага да се стигне до одредена височина. Мислам дека не, заради тоа што и височината е илузија. А самиот остров е планина, всушност потопена во море. И сметам дека поезијата ни помага да го видиме морето
повеќе отколку да го видиме островот. Тоа е една поинаква перспектива на нештата и затоа соработките вакви спонтани кои се случуваат, музика, поезија, филм, поезија, се толку природни всушност, зашто тие се испреплетуваат, а пак ние како луѓе се обидуваме да ги раскинеме, да ги разделиме и да ги ставиме во одредени фиоки. Меѓутоа ете природноста, спонтанноста, случајноста на нештата пак ги носи заедно. Добитник сте на безброј награди и во нашата земја и ширум светот. Учествувате на многу фестивали, ама пред крај на разговорот би сакала да ве прашам која е за вас највредна награда? Не мислам на овие награди што ги добивате и во земјава и ширум светот, туку духовна награда. Тоа се несомнено патувањата, несомнено спонтаноста на градовите, нивниот ритуал, секојдневен кој се обидувам да го откријам надвор од книгите, туристички водачи, од фактите за градовите, зашто сметам дека секој плоштад има своја приказна. Затоа и е суштината на плоштадите всушност се празниот простор кој се населува со мислите на луѓето кои чекорат таму. Некогаш ние знаеме да бидеме груби и да ги стесниме плоштадите со клупи, од кафулиња, со споменици и така да го всушност да го намалиме просторот за секој од нас кој толку ни треба за да се соочиме со себе. Секој град ги има тие мали плоштадчиња како во Берлин, во Брисел, кога ќе се изгубиш. И најнаш гледаш место кое не припаѓа никому и таму чувствуваш дека припаѓаш во тој миг, таа непознатост во која ние секогаш трагаме, ни ја нуди сушност непознатоста на градот. Преку непознатоста на градот се рефлектира и овој наш непознат внатрешен предел по кој ние многу често трагаме, меѓутоа не сме способни и не сме доволно храбри тоа да го најдеме во познати простори. И патувањата кои секогаш почнуваат првин како бегство, а потоа како задоволство, се всушност еден иницијацијски, мислам, миг за секој од нас да се потруди да му ја раскаже приказната на градот, а всушност својата приказна, користејќи ги тие простори, некому друг, онака како што е најлесно да бидеме најинтимни кога зборуваме со туги јазик. Тога сметаме дека зборовите ја немаат таа тежина и можеме да кажеме се. Кога зборуваме со мајчиниот јазик, знаејќи го контекстите, тежината на зборовите, сме посрамежливи. Непознатите градови всушност ни помагаат да бидеме многу похрабри. И тоа е најголемата награда. Никола, многу ви благодарам и ми беше на вистина огромна чест и задоволство ова утринско кафе овде во Белград да го испиеме заедно и се надевам дека ќе имам многу прилики да бидеме повторно заедно и да со задоволство секогаш како телевизија и како медиум ќе ја представуваме вашата работа. До скоро видување. Ви благодарам многу. Се надевам дека нешто ново се подготвува и тоа претпоставувам многу скоро. Секогаш постои пишување внатре, зборувам, а она што ќе се објави е само рефлексија, сенка на она што постои во секој автор. И да, би сакал следната книга да биде поетска книга.